Дел од оштетените жители на селото Стајковци зеле аванс од 30.000 денари, но добар дел од нив се уште чекаат. Виде Арсовски вели дека го има на списокот на граѓани кои треба да земат одштета, но не знае зошто се уште ги нема парите. Да, и поднесени, све се поднесени, да. И сега на тоа на нотор што бевме и тоа исто поднесавме се. А ќе видиме како ќе биде. Санда Филипова од Стајковци вели дека комисијата поминала кај нив ги попишала оштетените работи од поплавата, но како што рече таа, досега незиното семејство не примило никаква помош. Останавме и без фрижидери, бела техника и сета по куќина. Целиот прв кат од куќата ни беше под вода, раскажува таа. Чисто сум. Значи стварно изгубена желба веќе. Ошо гледам како се работи, што какви неправди ни уште сега, што понатаму да мислам. Нема шо понатака. Сами со себе ќе се бориме колку можеме, барем основните работи. Исфрлав се што има в толку. Во основното училиште, кое за време на поплавата беше кризисен штаб, денеска се одвиваше настава. Иако навидум животот во селото е нормализиран, жителите велат дека и по еден месец се уште преживуваат трауми од катастрофалните поплави. Па тој киде со месеци. Со месеци киде, тој не може, знаеш, ти ке одеш едно, ке скршеш нешто, не можеш да го купиш. А овој треба години. Црвениот крст се уште не почна да ги исплаќа парите собрани од донации за поплавените граѓани, бидејќи владата го продолжи рокот во кој оштетените може да ги пријават штетите до утре.